Македонија е жртва на политички булинг во процесот на европската интеграција и наместо да се темели на јасни критериуми и реален напредок, е претворен во низ за билатерални условувања, што го нарушуваат кредибилитетот на Европската Унија. Ова го порача премиерот Христијан Мицкоски на меѓународната конференција на Паневропската Унија на Македонија. Тој посочи дека за државава не важи системот на заслуги, туку билатерализација на целиот пристапен процес. Наместо реформите и исполнетите обврски како мерка за напредок, се наметнуваат услови поврзани со промена на уставот, името, знамето и банкнотите. Македонија е жртва на класичен булинг на земји членки кои што од внатре го оценуваат интегрирањето на Македонија во рамките на Европската Унија, и тоа не се цени според тоа каков напредок имаме, туку се цени според тоа дали ќе осмениме уставот, дали ќе промениме името, знамето, банкнотите и така натаму и така натаму. И колку повеќе ова го игнорираме, толку потежок ќе биде тој пат. И толку повеќе ќе имаме препреки пред нас. Според премиерот, корумпираните политички гарнитури од минатото неспособни да испорачаат реформи и да се справат со криминалот и корупцијата, ја довеле државата во позиција да прифаќа билатерални уцени наместо европски стандарди. Но има и такви кои што притиснати од неуспехот да испорачаат дома, од неуспехот да се справат со криминалот и корупцијата, кои што ги обзема за време на нивното уживање кога управуваат со владата, неуспехот било што да испорачаат за напредок на државата и подобар стандард на граѓаните, беа донесени до зид и се водеа со максимата: дајте ни бел лист хартија да потпишеме се што треба да потпишеме, само да не оставите на власт. Ето така не иде. Председателот на меѓународната Паневропска Унија Паво Баришек призна дека патот на Македонија кон Европската Унија е неправедно забавен од билатерални блокади. Според него, грчката блокада од 2008 до 2018 година, а потоа и бугарската од 2019 го засениле процесот на проширување и го нарушиле кредибилитетот на европските институции. Наместо посредување и надминување на споровите, тие често ги прифаќале блокадите како реалност. Сепак се повика на примерот со билатералниот спор со Хрватска и Словенија. Подлабокиот проблем е тоа што европските институции имаат, односно многу често ги прифатија тие билатерални блокади наместо да бараат на нивно надминување. Наместо да посредуваат во дух на добрососедство, тие представуваат ризик да овие несогласувања да го подкопаат процесот на пристапување. На конференцијата премиерот се осврна и на демографските и безбедносните предизвици. Тој вели дека Македонија како земја на влезот на Европа се соочува со масовна емиграција, додека паралелно се бори со илегалната миграција. Ниското ниво на економска активност и глобалните кризи, предупредува тој, можат да создадат радикализација доколку не се адресираат навреме. Говорејќи за еднината, Мицкоски ја потенцираше важноста на енергетиката и вештачката интелигенција како клучни теми за глобалниот развој. Западен Балкан, според него, има потенцијал преку заеднички настап да привлече инвестиции и да изгради нови енергетски капацитети, наместо да тоне во политички застои.